почитувани представници на общинската администрация, почитувани съграждани. Я отварям 10-та седмица на Съвет на община Димитрапия и най-първо отварям гледане с продължаването 9-та седмица на Съвет на община Димитрапия. Дали някой има на бележки в област на записникът от удържаната 9-та седмица на Съвет на община Димитрапия. Поради това, че никой няма забележки от удържаната 9-та седмица на Съвет на община Димитрапия, записникът го стана на гласни. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържан. Констатирам, че записникът от удържаната 9-та седмица на Съвет на община Димитрапия е устен. За работа на 10-та седмица на Съвет на община Димитрапия предлагам следния дневен ред. Точка брой 1. Предлог отдуха за даване съгласност за собствено участие до реализация на проект реконструкция на улица 8 марта. Точка брой 2. Предлог отдуха за даване съгласност за организиране на продължен престой в Димчангъл град Димитрапия. Точка брой 3. Предлог отдуха за неприхващане на предлог за възпоставуване на междуобщинска соработка помежду община Димитрапия и община Неготин. Точка брой 4. Предлог отдуха за предлагане и прогласуване на защита на подръчие на територията на община Димитрапия. Точка брой 5. Предлог отдуха за даване съгласност за продължба на движна ствар. Точка брой 6. Предлог отдуха за продължуване на работното време на гостителските обекти в община Димитрапия. Точка брой 7. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за работуване до 2027 година. Точка брой 8. Предлог решение за даване съгласност на отдуха за именуване на цената на чинене на влезен билет за музей в състав на Дом на култура Мирка Димова от Димитрапия. Точка брой 9. Предлог решение за даване съгласност на извършение за финансовото работене на стационар Шепа Кавадарци за период от 1.1.2026 година до 31.3.2026 година. Точка брой 10. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за приготовление до 2027 година на заедничко явно предприятие регионален център за сгрижуване на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Точка брой 11. Предлог решение за даване съгласност на статутарна отдуха за измена и допълнуване на статутът на Бошова Димитрапия. Точка брой 12. Предлог решение за даване съгласност на финансовски издръжки на Бошова Димитрапия за период от 1.1.2026 година до 31.3.2026 година. Точка брой 13. Предлог решение за даване съгласност на издръжки за работението на Бошова Димитрапия за 2025 година. Точка брой 14. Предлог решение за даване съгласност на годишна сметка на Бошова Димитрапия за 2025 година. Точка брой 15. Предлог заключок за установяване на годишен извършение за отражуване на явната чистота на територия на община Димитрапия за 2025 година. Точка брой 16. Предлог заключок за установяване на квартален извършение за извършване на бюджета на община Димитрапия за втория квартал 2026 година. Точка брой 17. Имаме разгледуване на правене на физически и правни лица. Имаме допълнуване на дневния ред с плюс 2 точки. Това е предлог програма за именуване и допълнуване на програмата за работа в областта на разполагането с оградъчно землище в собственост на Република Македония на квадратчето на община Димитрапия за 2026 година. И наредната точка за допълнуване е предлог отдуха за субвенциониране на цената на водата за домачинствата на територията на община Димитрапия. Кое е съдaka предложение от дневен ред към водната крайна? Едногласно за, няма против, няма въздържан. Преминуваме поради това, че вече от общинската администрация имаме присъден за точка брой 16. Предлагам първата точка да бъде заменена с точка брой 16. Предлог заключок за усвояване на квартален извършване за извършване на бюджета на община Димитрапия за вторият квартал 2026 година. Благодаря вам, председателки. Почитувани съветници, в прилог го имате образложението за извършването на бюджетът на община Димитрапия за период от 1.1.2026 до 30.6.2026 година, относно заключно со вториот квартал за оваа година. Согласно членот 32 от Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, градоначалникот е должен до вас, до Советот и до Министерството за финансии да достави во рок од 1 месец по завршување на кварталот, значи извештај за
за изминатиот квартал, односно за вториот квартал. Буџетот на општина Демиркапија во овој период се реализираше согласно со законските прописи и законските рамки и значи при што приходите и расходите се извршуваат согласно финансиските средства кои што претходно сме ги утврдиле. Значи заклучно за вториот квартал од 2026 година на основниот буџет на општина Демиркапија се реализирани вкупни приходи во износ од 30.810.000 денари, од планираните 120 милиони денари, односно тоа се 26%, согласно годишниот план. А пак во рамки на вкупно консолидираниот буџет, односно буџетот на општина Демиркапија и на единките кои што ни се во состав, за истиот извештај се реализирани вкупни приходи во износ од 67.298.000 денари, од планираните 197 милиони денари, што представува 34% реализација за овој период. Секако реализацијата на изворите на финансирање на општина Демиркапија, значи приходите на општина Демиркапија, вклучувајќи ги приходите на единките корисници кои што ги спомнав, кои што ги имаме во нашиот состав, тие се планирани и се во согласно со законските прописи, како и со трендот на наплата, значи на приходите и трансферите, односно дотациите од буџетот на Република Македонија. По вид на приход, односно даночни приходи, имаме прикажано, значи споредбено, планирано, односно реализација до 30.6.2025 и реализација до 30.6.2026 година и секако реализацијата е представена и процентуално. Сметам дека нема потреба поединечно сега да ги прочитам сите даночни приходи и расходи. Се надевам че има дискусија доколку има достојано располагање и можам исто така да споменам дека во склоп на кварталниот извештај, односно К1 извештај, дека се и образецот К2 и образецот К3, односно квартален извештај за достасани, а не намирени обврски, така што општина Демиркапија во овој извештаен период, значи ги има следните, значи ние го завршуваме кварталот со следните ставки. Значи обврски до 30 дена до 30.6.2026 година имаме значи 4.219.633 денари, обврски до 60 дена општина Демиркапија има 3.912.000 денари, утужени обврски нема, обврски над 60 дена, односно неутужени, изнесуваат 10.162.000 денари, или вкупно обврските на општина Демиркапија заклучно со 30.6.2026 година изнесуваат 18.294.000 денари. Десно, значи во кварталниот извештај за достасани а ненамирени обврски, односно во К2 образецот ги имаме и по расходни ставки, односно нели. На расходно конто 404 има 331.000, на расходно конто 420 127.000, 421 7.300 денари и така натаму, значи се вкупно обврските на општина Демиркапија, уште еднаш ќе повторам, се 18.294.000 денари. А пак што се однесува до образецот К3, односно тој квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општината, е следниот. Значи, ние во овој извештај, овде, значи, долг на општината е МСИ проектот, тоа е нели за изградба на 3 улици, тоа е кредит кој што го имавме подигнато во 2017 година, срок на отплата од 13 години, 3 години грейс период, износ повлечен во транши, значи од одобрени 27.270.000 денари, општина Демиркапија има повлечено 26.425.000 денари. Датум на првата отплата на главнината беше 10 август 2019, а датумот пак на последната отплата ќе биде на 10 февруари 2029 година. Ние достасани обврски во овој квартален извештај, во овој извештаен период немаме, ниту пак имаме обврска која што е платена во овој период. Обврската што следува е сега, значи, следната.
таа е полугодишна и ќе биде на 10 август 2026 година и состојбата на долгот за периодот, значи до крајот на исплаќање на овој долг изнесува уште 7 милиони и 900 илјади денари. Тоа ще се однесува до кварталниот извештај на општина Дамир Капија. Моля да изговорам на Евгенија. Да, треба да разбор. Евгенија, тука во образложението, точно, клас 4. Добра. Консолидирани се или само општински се? Вака сега значи. Не, конкретно, например, Ајде за кој конкретно? да, конто 4-6 фактички и аналитика, после 4-6-1, 4-6-3. Тоа се исплатите за... Од вкупно планираните средства, значи на Да, консолидирани се. Да, дека средствата се користени за исплата на субвенции, трансфери и финансиска поддршка согласно програмот на освојување на условията на општина Дамир Капија и важните законски прописи. Да. Па затоа викам да беше консолидирано. Да, консолидирано е да. Добро. Гледаме, например, конто 463 трансфери до невладни организации. Реализирани се 1.269.409 денари. Да. Кои се тие мисламе? Пишува од нив 1.189.409 денари се однесуваат на трансфери до здруженија на граѓани и фундации. Тоа на што се однесува? Па, ако сакате, можам веднаш да извадам значи една аналитичка картичка. Не, значи точно да се тоа знае. што Тоа се сите ќе ги одобруваме на совет. Значи 463 е контото кое што го одобруваме тука на совет. И тука се вклучени значи сите исплати кои што сме ги одобрили до сега. Да, 464 гледам, например, 1.915.160 денари за плаќање по судски решенија. Да. Тие се за... Да, тоа е судско решение. Затоа што табеларно во приказ има се правени или споредба и со... Да, се потрудихме да Реализацијата има споредбено со лани. Споредбено со лани. Затоа ми беше прашањето за конто 463. Да, тоа се однесува значи на сите одлуки кои ще ги носиме овде на совет и што е реализирано од тие. Затоа што станува збор сепак за поголем износ. Вајде и за спортски клубови да не се има За се што е да не се има. Јас можам нега аналитика да некој да не пропуштам, ако сакате можам одма да се качам и да не сам ети кои ги презиме. Благодарам. Да, како друг разбор. Само сакам да питам нешто. Капитални расходи кои што е? Добра. Реконструкција на улица Патишка Артефакт. 123, тоа го знаеме што ќе биде за 8 марта. Од купно, например, планирано 8 милиона 429.513, 122.000 ќе биде од општината што ќе биде за реконструкцијата. Но ми пак прашањето ми е нешто друго. Од вие, например, планирани 8 милиона 429.513, зашто, например, до сега ништо не е опошнато ни со една улица, да речеме, ни со ова ИМР, например, доста планирано само 122.000 што ќе се употребат Да, на вака 8 сега. марта. Во тој дел, значи, имаме нели реализација на проектите кои што ги аплициравме нели преку влада на Република Македонија, односно преку унгарскиот кредит, нели е така народски кажано. И затоа уште немаме реализација, затоа што сега тек ги испраќаме барањата значи за исплата кон надлежните ресорни министерства со кои што општина Дамир Капија, односно тоа се 5 министерства со кои што имаме склучен договор. Значи сега во овој период што следува во сега да кажам до септември се надевам дека ќе имаме исплата значи на сите реализирани проекти, односно исплата на сите транши нели кои што треба да се префрлат на наша сметка за ние да ги исплатиме кон изведувачите. Затоа е моментално до 36 ова. Ние, например, еве денес правевме едно барање до надлежно министерство, еве, например, за Министерството за спорт, за игралиштето, така да го тек сме, нели, сега тоа е го работиме. Сега ги добивме завршните ситуации, некаде ги добивме нели прва или втора ситуација и согласно тоа правиме
барање до Министерството и треба да ни ги префрлат. Се надевам дека во следниот извештаен период ќе имаме реализација и ова конто нема да биде само 122.000 денари. Значи, моментално други средства нема стигнато од држава? Нема. Да. Само да кажам, да се извинувам, значи во меѓувреме исто да одговорам на нас, советник Ивана, за другите трансфери на 463 е конкретно за лифтот. Значи што нели нашето учество од 922.000 денари, значи го исплативме до датата до кога што имавме нели рок за отплата. Затоа е контот така поголем. Да. Вака јас уште би имам прашање тука, например за отворено игралиште за тенис. Гледам дека например од планирана да речеме 3.371.000 денар. Од тоа гледам дека нема реализација, гледаме дека например се работи на тенис. Да, всушност сега го одговорив нели тоа после 10 август што го рекоте. Да. Значи сега очекуваме прилив, значи на тие посебни наменски сметки. Нели да повторам дека очекуваме прилив за да може ние да ги трансферираме средствата кон изведувачите. А точно е се работи. Нема реализација таму и за нема, ние ги реализираме, но нели за да има исплата не се предвидени авансни плаќања, него мора по доставена завршна ситуација. Значи нели тука има и надзор, градежни книги и сето тоа нели додека документацијата да средина. И во тромесечие како е тоа? Да, во ова тромесечие не се влезени тие износи. Някакви други разговор? Пак е. И сметка 421. Е пак паралела според реализацијата лани и сега. Комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт. Да. Расходи се однесуваат на обезбедување на основните комунални и телекомуникацијски услуги неопходни за Значи на општината и буџетските корисници. Значи се однесува за сите и за единките во нашиот состав. Овде значи се мисли и на превоз, например најмногу се мисли на превозот во основното образование, значи во училиштето, тоа конто е, плюс за електрична енергија, значи 421 за сите, струи, води, значи на тоа се мисли 421, комуналните услуги се тоа. Купно ни е тука, значи прикажано, вкупен ни е расходот, консолидирано. Меѓутоа, поголем износ во според истиот период за нас година. Да, тоа е. Трошоците си растат, ете и сами сме сведоци дека со покачувањата. Благодарам, друг разговор. Видиш никој не даде спор. Точка број 16 остава на гласни. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема поддржани. Ви благодарам за време на издржното излагање. Благодарам и правно за можноста. Подизгласува директорот на основното општинско училиште Недече Пинче. Предлагам да продолжим со следната точка. Това е точка број 2 од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност за организирање на продолжен престој во училиште Димчанов и Дабата Димитар. Добре, почитувани председателки на особи, почитувани съветници, почитувани присутни. Значи, овде се работи за барање согласност, кое што е поврзано за скажување на учениците, првенствено во прво до трето одделение, за време после завршувањето на редовната настава. Согласно последните измени в законот, тие се должни да остануваат после редовната настава до 2:40 часот и затоа по тие причини е направени овие напори да тие се згрижат и да бидат во тие паралелки за целодневен престој. Исто тоа се прави по барање на самите родители, со тоа што подпишуваат родителите согласности и врз основа на нивното барање ние мораме да ги згрижиме дечињата.
до ова година. Од ова година, значи сега 26-27 година, стартува на пилот програма. Не ги опфаќа за жал сите училишта во Републиката, каде што ќе се примени ова практика на сите ученици до 9 одделение, така да од наредната учебна година, значи ќе дојде 27-28 година, тоа ќе мора да биде задолжителна и веќе ќе мора да постапуваме согласно сите промени и барања што ги предвидува Законот за основното образование. А до ова година, значи со барање на родителите, ние мораме да бараме согласност за да возможиме згрижување на децата од прво до трето одделение. Минатата година имаше на согласност издадени за ученици од прво и второ одделение, но ова година пак се останало иста распредела прво-второ, со тоа што се бара согласно за отварање на нова паралелка за учениците од трето одделение, за кое што имаме соодветно обезбедено и согласието од самите родители. Поради тоа доставуваме барање до Советот на општината, за да можеме тоа да го последваме на соодветното министерство. Благодарам. Благодарам, генерален директор. Дадем некој избран збор? Благодарам. Добар ден, директоре. Добар ден. Само накратко. Колку паралелки имаме прво одделение оваа година? Една паралелка, да. И за овоа мислам, нели, ќе се бара поединечно согласно за секој родител, што ќе си го оставя детето, така на годишно ниво? Да, значи на почетокот на годината, овие ги собравме пред завршување за второ и за трето одделение, сега што ќе бидат. Побарахме согласност од Ќе биде иста паралелка? Не, прво и второ, а трето да се бидат после. Затоа што се они малку по-возрастни, имат по-друго размислување. Така, и програмата се прилагодила согласно нивните потреби. За овие првачињата, кога ќе дојдат сега од 1 септември, ќе видиме согласноста и за нив колку ќе има потребно и да ги и за користни на родителите, за тоа што имам доста изјави од родителите, не само напишени на лист како вид на согласност, туку и така чисто разговорно. Вика, немаме кој да ги изгрижи дечињата, вака има потреба од тоа да бидат после да стават изгрижени во училиште. Благодарам. Дадем некој друг баран збор? Види, че никој не бара збор. Точка број 2 ставаме гласани. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Благодарам. Минуваме на точка број 1. Предлог одлука за давање согласност за собствено учество во реализација на проект реконструкција на улица 8 март. Проверете. Благодарам, председателе. Подразумението на оваа одлука произлезе од претходно склучен договор за соработка при реализација на проекти со Центар за развој на Вардарски плански регион. Центарот за развој на Вардарски плански регион аплицираше во рамките на програмата за равномерен регионален развој за 2026 година со проект до Министерството за локална самоуправа, а во интерес на крајниот корисник општина Демеркапија со проектот реконструкција на улица 8 март. Купната вредност на проектот реконструкција на улица 8 март е 2.512.987 денари, од кои што согласно на член 2 од договорот, како што кажа, општина Демеркапија има обврска да обезбеди само трошоци за управување, односно менеджирање, административна поддршка на проектот во износ од 282.731 денари. Ви благодарам. Дадем некој баран збор? Дело е реконструирано од 8 март. Станува збор за кој дел да станува збор? За кракот што е измеѓу, значи од Бојчеви кон обиколница. Тој Значи од мегатонките. Тој е междуделен пат. Да. Затоа што овој дел е Тоа не е реконструкција. Затоа малци народ прашува што ќе се реконструира. Затоа што 8 март значи се води, како што кажа, кај Мицкој, на таулица и надоле, и затоа е реконструкција, не е конкретно изградување целата. Значи ова е само крак, оддел 8 март. Да, ти доста од луѓето питуваат што е тоа што ќе се реконструира. Ние мислиме, например, така не си има да решиме две дупки, ама викам, тие пари толку не да се санираат.
И затоа баш и многу од скртјаите ги това. Кој е тоа што е тоа не знаеме да му објасниме. Значи тоа е делчето од бетоното двојчевите до поврзувањето со околниците, да. Тоа што тоа е земјен пат. Наравно пат нова за рак. Дали е друг разговор? Следваме за разговор. Точка број 1 е ставено гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Основна на точка број 3 предлог одлука за неприфаќање на предлог за установување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Демиркапија и општина Неготино. Во прилог на материјалите ви беше доставен предлогот кој што беше доставен од страна на општина Неготино до општина Демиркапија за воспоставување меѓуопштинска соработка во делот на инспекцијскиот орган односно користење на услуги од страна на инспектор за животна средина од страна на општина Демиркапија за потребите на општина Неготино, меѓутоа ние се обративме до нашиот колега инспектор за животна средина писмено за да може да се изјасни дали значи прифаќа дополнителен ангажман во друга општина, сепак тоа се надвор од неговите работни задачи и покрај тоа што може да следи во одреденото место, колешката значи се изјасни негативно дека не може да прифати дополнителен ангажман и заради тие причини предлагаме неприфаќање на предлогот. Благодаря. Дали некој два разбор? Види, че никој не два разбор. Точка број 3 ставаме гласни. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 4. Предлог одлука за предлагање на образување на защитено подрачје на територијата на општина Демиркапија. Може да дадем. Добар ден, сите со некои се знаеме, со некои сега ќе се запознаеме. Може ли да се представиме? Треба на мојата човечка дитала. Добар ден на сите, јас сум Ана Чуловиќ-Лешовска, како извршна директорка работам во Инвествест, Екосвест организација веќе 24 години која постои и работи со фокус на заштита на природата, работа со локалната заедница и секако напредување на животната средина. Имаме многу активности, многу различни тематски области, но ова денеска за која сме тука, особена чест и задоволство, морам да признам. Ќе му ја предадам топката на колегата Ѓорги, кој најмногу беше инволвиран во целата оваа работа. Здраво и мене. Ќе пробам да бидам краток. Значи, со некои се познаваме од вас. Ние веќе 4 години и повеќе, 4 години нешто работиме на оваа проблематика и 4 години чекавме на овој состанок кога конечно ќе имаме завршено се што треба да може да презентираме на Советот на општината. Како што знаете, ова иницијатива за репрогласување на заштитеното подрачје Демиркапијска кристална долина во Демиркапија е започната пред 4 години. Уште тогаш ги ускладивме ставовите со Министерството за животна средина, односно секторот за заштита на природа, општината и меѓународните донатори кои што беа заинтересирани за соработка и уште тогаш подпишавме меморандум за соработка во кој што ги утврдивме чекорите или постапките како ќе тече целата процедура. Она што за нас беше најважно како Екосвест, следејќи го нашето искуство во Вевчани, како што знаете Вевчани има заштитено подрачје каде што веќе еднаш во соработка со општината, во соработка со Екосвест го помина тој процес и имавме можност да го следиме искуството и лекциите на учење Вевчани. Она што најважно беше за нас беа две компоненти при проведување на овој процес. Прво, локалната заедница да биде комплетно вклучена, локалната заедница да има целосен увид
и да има на некој начин собственост или ownership пред процесот, затоа што целиот процес и целите бенефити треба да бидат за локалната заедница и затоа од самиот почеток ние воспоставивме комуникација не само со општината, туку и со сите институции, со граѓанските организации, со бизнис секторите, со сите чинители на територија на општина Демиркапија. Правивме анкети со граѓаните, ги слушавме нивните очекувања од заштитеното подрачје, нивните ставови и така натаму, за се да биде вградено во самата иницијатива, за да може на крај да функционира на локално ниво. Заштитено подрачје на хартија никому не му треба, и тоа ни беше првата моделка, и втората моделка нешто што е посебно важно и што е голем тренд сега и во светски рамки, што го наметнува светската организација за IUCN, како го преведам за Унија за заштита на природата, дека заштитата на природата треба да донесе економски бенефит за локалните заедници и тоа е една премисла преку која што ние можеме да поставиме работите за да има смисла и за да локалната заедница практично биде вклучена во заштитата и да биде да ги има бенефитите од самата заштита. Тргнувајќи од тоа, го изодевме целиот процесот за заштита, за прогласување или репрогласување во овој случај на заштитено подрачје, значи дека треба да се направи експертска студија за валоризација на природните вредности и беа вклучени 22 домашни и меѓународни експерти од сите области, хидрологија, геологија, карстологија и за сите живеалишта, за сите видови животни и така натаму. И ова се накратко ќе ви ги презентирам во неколку слайдови, нема многу време да одземам, да ги видите резултатите од самата студија. Она што е битно денеска е, сакав да уште еднаш да може да искомуницираме за процесот, што подразбира процесот, по изработката на студијата за валоризација. Советот на општината треба да донесе одлука за понатамошно продолжување на процесот и со таа одлука и со оваа студија која што е доставена и во архива во општината, одлуката на Советот и студијата ќе биде испратена до Министерството за животна средина. Понатаму Министерството продолжува со постапката, изработува закон за прогласување и тоа на владата се врши прогласување на заштитено подрачје. По прогласувањето на заштитеното подрачје, општината го добива мандатот да управува со заштитеното подрачје и тука веќе доаѓаме до следната точка, во која што ние имаме искуство, а тоа е изработка на планот за управување и понатаму спроведување на мерките. Имаме среќа што еден од најголемите меѓународни донатори во оваа област, The Nature Conservancy или TNC, е вклучен во процесот од самиот почеток, уште со меморандумот за изработка и е спремен слично како и во Вевчани, пример, да се вклучи со своји средства, помагајќи општината и финансиски и експертски така натаму во спроведување на процесот. И секако и ние како екосвет сме тука за да превземеме се она што можеме да превземеме, да не падне се на терет на општината. Од прилика вака изгледа процесот и сега би сакам накратко само во неколку слайдови да ви презентирам кои се наодите на студијата. Според наодите на студијата, законски по националното законодавство и по меѓународното законодавство има 6 категории на заштитено подрачје. Да речеме, не знам, строг природен резерват е прва категорија, така, немаме во нашата држава, втора категорија е национален парк, трета категорија е споменик на природа. Податоците спрема меѓународните стандарди покажуваат дека вредностите за Демиркапија се во трета категорија, односно Демиркапија припаѓа во категоријата заштита споменик на природа, што е многу висока категорија. Самото предложено од експертите подрачје за заштита е околу 16.000 хектари. Може нешто да скратиме. Кои се носечката сила на оваа заштита се Демиркаписката клисура и клифовите, секако карстот и пештерите, богатата хидроложка, значи инфраструктура, реките и
рибарските појаси, значи кај речните појаси и шумите и живелиштата. Ова беа наудите од научната студија која што спроведуваше година и пол. Значи, јас сега не читам од тука, но гледате какви високи вредности има, да речеме, евидентираше студијата. Не можем да ги без научари тука, но можем да си ги земам научарите. Ако таму, за да... Хвала. Може слободно, не се брзай, оди уживо седмицата. Одлично, јас не знам колку време имате за това. Имаме време, одлично. Ще се обави работа така да... Во тој случај, Обави се ако да имаме време, тогаш седмицата оди уживо ето така. и задржање. Значи, научна основа за заштитата имаме во студијата. Студијата покажува дека имаме повеќе од 50, тоа се по европскиот стандард е уни типови на живеалишта, различни типови на живеалишта во оваа подрачје од 16.000 хектари, дека имаме 21 вид на живеалишта кои што се излистани во директивата за живеалишта на Европската унија. Имаме 5 природни типови на живеалишта, имаме измеѓу 800 и 900 видови, растителни видови на територијата на Димиркапија. Многу битно тука имаме и код на Медитеранска клима, специфични видови, ендемски заштитени видови на европските црвени листи, на национална заштита и така натаму. Имаме 9 видови на водоземци, дури 23 видови на влекачи. Во тој краток период на мониторирање беа евидентирани дури 90 видови птици. Знаеме дека има и уште повеќе во различни периоди, но во тој период беа и во тој краток период 90 видови птици, 21 вид на лилјаци, 19 видови на риби, 142 видови на габи, 252 видови диатомеи, 196 водни безрабетници и преку 150 видови инсекти. Интересно беше што ево со примерот на пајаци и на некои други видови инсекти на територија на Димиркапија при изработка на студијата беа евидентирани видови непознати за науката, нови видови кои што ќе си добијат свое име и своја класификација и ќе видат прв пат евидентирани тука на територијата на Димиркапија. И до тоа беше, сите овие наоди се во еден законски предвиден рок од еден сезоналитет на истражување, а она што е битно по прогласувањето на заштитеното подрачје, истражувањата допрва ќе продолжат и ќе се продламачат исто сознанијата. Зошто Димиркапија е предложена за споменик на природата, односно за категорија 3 заштитено подрачје, бидејќи категоријата 3 е намерена за да ги заштити природните особености на регионот. Пред се тука стане одбор за клисурата на реката Вардар со впечатливите варовнички клифови, карстните појави, пештери, речните острови на Вардар, карпести, крајречни тревни, подземни живеалишта, значи многу видови на живеалишта од директивата за живеалишта европска, и различни животински видови директно поврзани со овие живеалишта. Потоа категорија 3 ни налага специфичен вид на зонирање, за кој што подесна во следни слайдови ќе го представиме. Зошто ова сме го дискутирале повеќе пати во локалната заедница низ овие години, уште еднаш треба да го напоменеме, зошто ни е потребна заштита на регионот, воопшто и прогласување на заштитено подрачје, за да можеме да ги митигираме главните ризици кои произлегуваат од активности кои што можат трајно да ја оштетат природните особености и да ги фрагментираат живеалиштата. Прво станува збор за јасни правила во однос на различни хидролошки модификации. Значи, стана збор за градби, зафати на реките и така натаму. Потоа јасни правила при експлоатација на природните ресурси, како каменоломни и други начини.
Исто така, заштитата ќе овозможи да се излезе во пресред или да се излезе да се заштити општината од неплански градби, од непланска инфраструктура, значи не од било каква инфраструктура, туку од непланска инфраструктура, која што не е помината за општинските процедури. Многу битно регулирање на отпадот, загадувањето, уредување и заштита од пожари, лов, криволов и други активности кои што може да се најдат на теренот доколку нема активна заштита, масовни посети, бучава офроуд и така натаму. Ние развиваме програма за развој на туризмот заедно со општината и за работа со општината. Во следните состаноци ќе презентираме и некои од нашите активности и заложби кои што повторно ќе побараме и ваша соработка за развој на потенцијални активности за развој на одржлив екотуризам во општината, но не на неконтролирани масовен туризам кој што ќе ги уништи природните вредности, а нема да донесе бенефити за локалната заедница тука. И така натаму. И затоа решението не е во некаква општа забрана, туку во просторно прецизно зонирање во кој што ќе се направи зонирање на самата територија, во кој што ќе се пропишат правилата на однесување за различните зони. Научната студија ни го покажува овде, ова е територијата на заштитеното подрачје, како што може да видите севере горе, ова е клисурата и течението на реката Вардар. Заштитеното подрачје во голем дел овде оди со границите на самата општина. Овде со црвена, овие црвени зони кои што ќе ги видите, тие се зони на, може би пред да ви ги кажем зоните, треба да напоменеме дека по меѓународните и по националните стандарди во едно заштитено подрачје подразбира 3 видови на зони, и за тоа ќе кажеме еден слайд. Значи зона на строга заштита, зона на активно управување и зона на одржлив развој. Сега ќе ви ги презентирам кои се зоните, а во следните слайдови ќе покажеме кои активности се очекуваат или не се очекуваат во секоја од зоните. Зона на строга заштита, како што може да видите, Краставец и Берлинска река во долното течение, тука е Клисурска река, тука е Копришница со делото во допадот и ова е делот течението на Дошница. Тоа се зони на строга заштита. Зоната на строга заштита е поставена на начин на кој што не припаѓа во приватно земјиште. Секако, тоа го дискутиравме на минатиот пат кога имавме собствено со советот и тоа е и стандард во кој што се работи. Со зелено е покажана зоната на активно управување. Тие зони делуваат како бафер околу зоните на строга заштита, овие се јадрени подрачја зоните на строга заштита, околу нив со зелено се зоните на активно управување и на крај зоните на одржливо управување со најгледата зелена. Овде ова што треба да се покаже се едни две бафер зони. Едната бафер зона е низ клисурата по течението на реката. Таа зона е исклучена од активно управување или активна заштита, затоа што таа е зона во која што имаме железница, пат и така натаму, и ние не би сакале со ова заштита да не го оставиме тој простор за таков инфраструктурен развој низ општината, така, и ова другата зона е бафер зона која што го подразбира нафтоводот, цевоводот, за гасоводот и така натаму, че тоа се две подрачја кои што пресекуваат низ општината и во кои што има веќе постоечка инфраструктура и може да се остави бафер зона за понатамошни интервенции, поправки и така натаму, за да понатамошното менаџирање и одржување на тие инфраструктурни зони не биде во конфликт со идната заштита на подрачјето. Зоната на строга заштита, што е црвените, е 1,4 хектари, релативно мала зона, тоа се не е јадрени подрачја, тоа е недопредна природа и 1,4 хектари. Зоната на активно управување е најголема, речите 11,000 хектари, а не 1,4, пардон, 1,400 хектари. Зоната на активно управување е околу 11,000 хектари и одржливо користење 3,600 хектари. И овие се заштитниот појас на Вардар и заштитниот појас за Цевоводот. Како што кажа, строгата заштита, тоа представува јадро со највисоки
вредности и најмала толеранција на промени. Активното управување, тоа се коридори во кои што се потребни мерки на одржување, мерки на реставрација и одржливото користење е зона во која што продолжуваат традиционалните дејности, локалниот развој, економски, индустријски и така натаму, и заштитните појаси се дополнителна простор на контрола околу овие чувствителни коридори, како што се патната инфраструктура и овие цевоводот. Овие слайдови сакам да ви покажам што подразбира зоната на строга заштита ги коментиравме кои се од тие 4, односно 5 сегменти на строга заштита: краставец, копришница, клисура, черевичка и дошница. Големината во хектари е представена, значи релативно мал дел на строга заштита, но многу значаен дел на строга заштита. Ова сакам да ви дискутирам. Што значи строгата заштита? Во строгата заштита се вообичаено законски се дозволени научно-истражувачки активности, мониторинг на видовите и живеештата, службен пристап нормално со надзор, тоа значи пристап на општината, односно на управувачот и на оној кој што ќе добие дозвола од општината како управувач за движење низ тие зони. Неопходни заштитни интервенции доколку се потребни, заштитни на живеештата или на видовите и строго контролирани конзервацијски мерки. Во зоната на строга заштита не се дозволени градежни инфраструктурни зафати, не се дозволени патишта, мапирани и така натаму. Тоа би значило комплетно нарушување на тие јадрени подрачја и нарушување на целата идеја на заштита. Не е дозволена експлоатација на минерални суровини во овие зони и масовни посети секако не се дозволени. Моторни возила надвор, службениот пристап, лов, сеча на шума и така напред. Значи тоа е зона во која што активно се менаџира, се следат состојбите и се прават ограничени интервенции онаму каде што научно ќе се потврди за да се зачуваат природните вредности. Најголема е зоната на активно управување. Дискутиравме која е. Клучната функција на оваа зона е еден заштитен појас околу овие јадрени точки и на некој начин коридор на заштита прави. Во зоната на активно управување е дозволена реставрација или ревитализација на живеештата, управување со системи, екосистемите, регулирана рекреација или туризам во дозволени, односно регулирани мерки, традиционално користење останува, пасење на пасиште и така натаму, значи оние што се традиционални практики си остануваат на ниво на општината и одржување нормално на постојната инфраструктура, патишта и така натаму. Не се дозволени некакви поголеми градежни зафати, не е дозволено интензивно шумарство, значи сеча на шума. Како? Хидроцентрали за среќа и за разлика од многу други општини во нашава држава, Демиркапија секогаш стои на одната страна по тоа прашање и не дозволува своите реки да бидат ставени во цевка. Ние видовме во минативе години како општината секогаш без интервенција ниту од граѓански сектор, ниту од се самоорганизирала и знаела да си одбрани реките и мислам дека Зборот грешно е тие заштитени зони не смеја да се градат, така? Во зоната на активно управување не би требало да се градат големи инфраструктурни проекти. Да, хидроцентралите се е голема инфраструктура. Инфраструктурата вообичаено се гради во зоната на одржливо управување, но дозволени се организирање на туристички рекреативни активности, традиционалното користење нормално останува и постојната инфраструктура секако. Не е дозволено, значи, зафати, такви големи зафати како хидроцентрали или некакви интервенции, големи интервенции на речно корито, што би значило забрани преградување на речно корито и така натаму, масовен туризам, интензивна употреба на хемикали, да речеме, доколку има земјоделско земјиште во таа зона, овде нема
оваква земјиште, посебно земјоделско земјиште и во принцип, значи ова е зона која што е некој начин бафер зона за ова. Спаѓа приватни имоти тука како што зборувавме за минатиот состанок и нормално дозволени се традиционалните начини на користење и си приватните имоти си функционираат секако во рамките во кои што си функционираат. Заштитните појаси багради церква ги коментираме, тие не се некоја дополнителна зона за развој, да речеме, но во овој случај беа неопходни да се дефинира и да се ограничи во колкав појас од подрачјето може да се пристапи и да се вршат инфраструктурни зафати кои се потребни. Во случајот на Вардар треба да обезбеди овој заштита на речниот коридор, на крајречната вегетација и на водниот режим на самата река, значи тоа не значи при изградба на железничка линија или така например да се уништи реката и речниот екосистем. Заштитниот појас нас ни укажува дека тука ќе има во кој домен треба да се вршат интервенциите, но и кои мерки на заштита мора да се преземат. Потоа ќе ни овозможи заштитните појаси и контрола на различни интервенции, како што кажав, ова одржувањето на постоечките линии, усогласување со постојната инфраструктура и секако мора да обезбеди при било која интервенција превенција од загадување, од фрагментација на живеештата и така натаму. Ова го презентиравме. Ова може би е најважниот слайд што ги сумира сите овие наводи, што практично Демиркапија добива од заштитата или од прогласувањето на заштитеното подрачје. Добива правна сигурност, значи јасно дефинирање на недозволени и дозволени активности за различни локации. Општината нема да мора да се бори само како општина која што е локална управа, туку самото заштитено подрачје на еден повисок степен ја носи самото управување на територијата со јасни пропишани правила во националната регулатива и општината како управач многу полесно ќе може да има таква една правна основа и да се справува со дозволени и недозволени активности за различните локации спрема зонирањето. Потоа ќе се овозможи подобра контрола на отпадот и на различни други нелегални активности. Посебно важно за општина како Демиркапија, ние знаете дека правевме студија за можностите за економски развој на општината во контекст на идното заштитено подрачје. Можностите на Демиркапија се огромни. Демиркапија има можност за брендирање на локални производи, за вински, спортски, природонаучен и разни други видови на туризам. И самата заштита значи сериозна основа за овој развој. Ние го имаме примерот од Девчани, каде што најпрост пример ќе кажем, ако ги видите цените, прво сместувачките капацитети во Девчани пред заштитеното подрачје и после, и цените на букинг пред и после, или цените во рестораните пред заштитата и после, нас ни станува јасно што, значи не треба големи експертски анализи, доволни се вакви едноставни компаративни анализи да видиме што се може да донесе заштитата, евентуално општина со исто сличен број на жители и со една заштита од овој карактер. И многу е битно што ова е отворена можност за меѓународните донатори за инвестиции во домен на локалниот ваков развој во самата општина. Ние веќе, како што кажав, имаме еден донатор кој што има подпишан меморандум со општината и кој што е спремен да инвестира во понатамошното и во изработка на план за управување во понатамошните активности и редовни активности на заштитеното подрачје. И многу е за нас битно ставно да дискутираме што не треба да разбереме погрешно. Прво, често го зборуваме секаде во секоја прилика, заштитата не значи забрана. Заштитата значи само регулирање, така, и не значи забрана на начините на функционирање на општината, на традиционалното користење на просторот и така натаму. Туку значи повеќе треба да го гледаме како може за понатамошен економски развој во контекст на заштитата.
Заштитата значи дека активностите треба да бидат регулирани или контролирани, а не забранети и дека користењето на ресурсите треба да биде одржливо за да не се наруши целиот интегритет на подрачјето. Ова го зборуваме ние 4 години со сите чинители и сакаме да сме сигурни дека на сите тоа е најасно, дека заштитата ќе ни донесе бенефит, а нема да ни донесе забрани во однесувањето и во случајот на општина Дивокјапија тоа е посебно важно, затоа што сите анализи кои правиме покажуваат дека најголемиот потенцијал, економски потенцијал на ова општина е токму еден ваков развој. Следните чекови ги зборувавме на почетокот, значи клучно за нас беше да стигнеме до оваа точка, да стигнеме низ овие години до еден консензус со сите на локално ниво, со сите чинители, иницијативата да ги одразува сите очекувања, сите надежи на локалната заедница, без разлика дали станува збор на поединните граѓани или на различни групации од бизнес сектор до граѓански организации, општински организации и така натаму. И она што беше исто за нас предизвик како екосвест да се изменаџира целиот овој процес за студијата за валоризација. Студијата за валоризација знаете е потребен огромен буџет, за кој што беа потребно да се стапи во контакт со донатори, да се најде донатори, да се најде буџетот, да се ангажираат голем број на експерти, најдобрите експерти во секоја својата област, за да имаме една релевантна научна основа за ова, која што е споделена со Министерството природа и е прифатена од Министерството, но овој состанок требаше да бидат присутни и представници од Министерството за животна средина, директорот на управата и директорот на секторот за заштита на природа, но за жал, бидејќи седмицата во јули се наводише водно, така да она што од нивна страна од Министерството може само беа на презентацијата, требаше и сега да бидат и само испратија еден поздрав до Советот и на следни состаноци работни секако ќе бидат присутни. И од прилика мислам дека покривме сите овие теми. Она што за нас беше битно е да конечно да имаме студија која што можеме да ја презентираме и да побараме од Советот на општината да ја разгледа ова иницијатива уште еднашка и да го даде своето позитивно мислење во последна одлука за продолжување на овој процес, што за нас ќе значи дека може процесот да продолжи во институциите. Благодарам на изцрпното излагање. Дали некој баде збор, съветниците? Помака низ разговор. Мислам дека беше се спомна се. Гледаме тука одлука за почнување на процедура за прогласување на заштита на подрачјето пред прогласување на споменик на природата Дивокјапијска клистера сме ја донеле 13 ноември 2023 година. Значи, доста години труд се вложил, како што кажат експерти се во своја област, да дирам на нашата аудиторија умели, што да испитуваме се тоа. Така да спомнавте дека уште фактички одлуката и доставување поднесување фактички од општина Дивокјапија до Министерството за да... Да, тоа е практично... Се гледа крајот, сакам да кажам на... Се гледа крајот на работата на општината и на екосвест, а после ќе работата на институциите. Да. Законот така пропишува дека мора одлука за таква одлука да има општината, тоа е законски пропишано и студијата која што е во архива да се испрати до Министерството. И после Министерството поставува по службена должност. Министерството е доби од Министерството од сам почеток имаме одговор и поддршка, бидејќи тоа е најважно, затоа што сите елементи мислам дека ги имаме. Доста ни е нови разумни туризми на се, модерни сфери, почувачки, културизет и други работи, туризам, поприбирови нека дочница. За кајакари, за рафтинг, за велосипедизам. Заштитата мислам дека е пример. Може само да допомнам дека Министерството уште пред 2 години постави прогласувањето на Дивокјапија, односно изработката на студијата за валоризација како нивен приоритет во програмата за природа.
и го некако на некој начин му дадоа важност и ја ставила во своја програма дека ќе се случи, што значи дека и нивното внимание цело време последните 2 години со сектор природа сме на линија и во секој чекор беа консултирани на меѓусебно задоволство, би рекла, бидејќи ретки можеби се ваквите убави соработки, каде што навистина конструктивно и ги прифаќавме цело време нивните сугестии и мислења, ги донесовме и на терен, што не се случува секогаш, да го имате министерство на терен додека ја работите работата. Така што мислам дека и на нивно голямо задоволство ќе биде следниот чекор. Тие се подготвени веќе. Во 24-та го ставија во програмата за природа и бидејќи го ставија во приоритет во својата програма за заштита на природа, првен ние ги комунициравме за поддршка, сега тие нас не комуницираат за завршителен процес, бидејќи сега и тие имаат обврска да го завршат процесот, што го ставија во својата програма. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, точка број 4 ставам на гласност. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържан. Ова е за нас. Не знам како да ви кажам после 4,5 години работа. Задоволството е наше. Ще трябва да ни помогнете да видим за музеи да направим, наресите и секои наресите, видят как ще... Тук живееме, не знаем што е. Да. Това е така музеи, нешто сите инсекти. Имате среќа што програмата, значи менаджмент планот за управување ги пропишува сите овие нешта. Има програма за подигнување на јавната свест и едукација во рамки на целиот план. Јас сум искуството од Вевчани, дека таму го работев истото. Програмата за едукација може да вклучи изработка на музеи, поставка во Вевчани. Интересно, старата школа го реконструира мултикултурен центар, Екосвест има своја трајна поставка за природа таму, со сите богатства на Вевчански избори, бидејќи тој нели дел Треба и посета можеби да направиме за Советот до инспирација да видите како таму сме го уредили, од негде да тргнеме со и да ги споиме и трите општини, бидејќи ние на сличен принцип и таму работиме, и таму донесовме донатор кој ја финансира општината и тука сакаме исто да го направиме, затоа што знаеме дека тоа мора да е одговорност на државната институција или на општината, не е во ред никој друг да го земе да го менаџира тоа подрачје, општината, но на општината треба да се овозможи поддршка и работиме цело време и на тој државни средства, да има согласно закон за природа, буџетот на државата треба да го финансира заштитените подрачја. Така што и на тоа активно работиме да придонесеме тоа да стане навистина во реалност да се случува, бидејќи до сега само националните паркови добиваат дел од тие средства од државата, а другите заштитени не. Сега следниот чекор ќе биде и другите заштитени да добиваат државни средства, комбинирани со донаторските. Мислам дека навистина ќе бидеме на супер пат. Така што стоиме ние на располагање цело време. Георги веќе тука 4 години доаѓа и голема благодарност до општината што ни овозможи да користиме тука простор. Сакаме со почетокот на работата тука по-конкретно да имаме и некој кој ќе биде во нашата канцеларија на Димитар Капија, за да бидеме пристапни и достапни за сите. Јас уште нешто што е настрана од ова, имам само 2 минути. Не знам, мислам дека малце луѓе кои имате во видео што го работев, ние знаете дека меѓу други овие правни и научни работи многу едукативна програма со децата од школата работиме и сакав ова е последната работилница на фенотипијата алтернативна фотографија што ја работеа децата од школата како автори со нашите ментори и овие ќе си најдете сите како и овие се вака да ги имате како клечето. Нешто што ќе... Тоа се со тутор кој работи цијанотипија. Зрно фестивал кој што работат. Децата од училиштето ги работеа во овие фотографии, сега се честитки разгледни. Ние имаме многу соработници кои што работат со деца во школата и работиме и во Маврово и во Шарпланина и среди, ама најмногу сакаат да работат во Димитар Капија и биле најкреативни децата. Да, и ова е дел само ние работевме и сито печат на почетокот уште пред неколку години со ни
И театар на сенки облаци го остави тоа за реката интерактивната Во школата. игра во училиштето, така што печатот веќе го имаме, ама најмладите се навистина изворни на надеж и тие веќе со нив веќе многу добро резонира оваа дискусија за заштита. И пораките се многу добри. Ова е оригинална ценотипија, фотографија, класична се работи како фотографија, децата сами работеа со туторот, фотографии, лабораторија, развивање, ова е репродукција, оригиналните ги има и ќе ги поставиме на изложба или во школата или некаде. Така да... И пораките се многу. Да. Това е много важно. Ви благодарам предново. Благодарим и на вас. Фала ви ще еднаш и да го оставиме. Видовме дека има многу точки. Затоа и брзав толку. Не отговарам. Поздрав. Пријатно. Преминуваме на точка број 5 од дневниот ред, предлог одлука за давање на согласност за продажба на движна ствар. Поведете. Благодаря, председател. Значи, бидејќи согласно Законот за локалната самоуправа, за начинот на располагање со собственоста на општината одлучува Советот на општината, а надлежностите во поглед на продажбата, односно отудувањето на движни и недвижни ствари, е утврдено во Законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост, пред да се започне постапка за продажба, односно отудување на движна ствар, потребно е да се донесе оваа одлука за давање на согласност. Во конкретната одлука станува збор за движна ствар, односно патничко моторно возило, кое што е во собственост на општина Демеркапија. Тоа е значи за Пасатот од година на производство 2014 година. Ја не би сакала сега да читам и другите податоци, веќе ги имате наведено во одлуката и во самата проценка која што е од страна на овластен проценител. Инаку продажбата на движната ствар ќе се спроведе преку информацијскиот систем за јавно надавање при располагање со движни и недвижни ствари, а како почетна цена на продажбата е износот од 760.600, односно тоа е вредноста која што е утврдена од страна на овластениот процентител. Постапката, односно продажбата на движната ствар ќе спроведе комисија за недвижни ствари, што е формирана од страна на градоначалникот, а доколку се оттуки дозволото, обврска на градоначалникот е да склучи договор за продажба на самата ствар. Ви благодарам, Лилијана. Дај нека да разговор. Моментно да Која година беше набавен Пасатот? 2014. 2014 е произведен? Кој тогаш е набавен? Да. Заради големи трошоци, големи трошоци во самото сервисирање на возилото, значи сметаме дека многу подобро е да се исправна одлука за изключен, меѓутоа да, сепак мислам дека според ниво на управна институција работи во почетна цена не знам. Да. Воопшто стигне се точно на основа јавно надавање. Да, на јавно надавање. Тука проценител напишал дека нели врз основа на од пазарот и од рекламата едноставно дека имаше наведено кој параметри се служат. Меѓутоа, така че речам, некако нивото на опрема на овој Пасатот баш. Сега не би сакала да ја коментирам проценката на проценител, затоа што сепак е тој овластен проценител и си одговара за тоа што го напиша во самата проценка. Меѓутоа, вајде според релевантни податоци кои што тие ги користи, смета дека ова е реална пазарна Да, вредност. предпоставувам ние сите параметри сте му ги дали и фактури, Да. како набавки, за да може да се врзосновно тоа да се направи процес. Ви благодарам. Дали се друг разговор? Поради тоа што никој не разговор, точка број 5 е ставам на гласен, кој е за? 7, 8 гласа за, дали против? Издржани? 1. Поради тоа што директорот на Дом на култура Мирка Димова Демеркапија е веќе присутен, следното да преминеме на точка број 8 од дневниот ред, Предлог решение за давање на согласност на одлука за именување на цената на чинење на влезен билет за музеј
Во состав на Дом на култура би интегрирала деликатно. Поведете, директоре. Оваква одлука е внесена нека 9.5.2011. Правиш, ама сега мора да има измени. Внесена на Управен одбор. Мислам дека тоа е 100 денара поединечна посета, групна посета 50. Таа е цена, мислам дека е нормално. Тоа е... И тоа е ниско. А ете, че тоа беше, не знам, 30-50. И врете, имам чуден се кача така да тоа стана исто. И ние, и со таа сума на 100 денара, тоа ретки се посета. Кога има група 50, мислам дека е реална цена. Ви благодарам. Дајме некој бар збор. Само таа да нешто не чуем. Видите некој не бар. Мислам, дала се да сте по скоро пак ќе имаме за директор. Меѓутоа, да, какво стои со, например, нели, просечно, онака годишно има посети, има заинтересирано за поставено за... Па има се, не знам, едната година како беше околу, не знам, ти беше да знаеш преди като... Над 1000 стители сигурно. Специјално, мислам, како нели. Да, и групни и поединечно. И други активности, нели. Пред тоа, кога бев, таа беа мислам многу малце се, значи, зависи од сватото. Годината има, некој беа пред 5-6 дена. Беа само 5-6 души тука, беа од Холандија, ама имаа проблем со фискалност. И тој момент не може да ги напати. Сега на сервисник на носа сега, окей, добра е сега, инако не може така да ги оставим. Мора да платим бизнес. Затоа е брутно по 50. 50 се збират, ама сега со фискалното имаат проблеми, сега се окей, и таа мора да се носи еднаш годишно сервис. Да. И законски е регуларно. Мислам, правилно е да се има картен стандарт и некој вака да взимаш пари, сега пред тоа не знам како било, и јас такова фитоваш и за карти, за... Мислам, за театър, кога има концерт, се знае. 50-100, плати си, едете фискално, чиста работа. А не се разбират парите, нема, па се така, да си водим евиденцията, се знае, сите пари поставят во собствената сметка, така да има улици и контрола на тези средства. Да, може да имаме да. таква активност. Дали да се работи со винарите, да се направят пакета, што може тоне после на винарија, нешто да стават и после на музеј. Кога не вас да плачат? Има така. По-по-по видат таму, не кажат. Што мора лашно да знае. Да. Биде вас по-добро, така да вас ще ги пуштат на сметка. Да, тоа што бев фибол имаме тоа со работна свода. По-по-кола и красно изгледат, после на фактура. Толку, картата е везница ту, Таа цена ефтина е за туристите, нема ни евро. Заедно това се много прави. Значи трябва да се региструва по-напълно. Не може сега да има за туристите една цена за другите, например за нашия друга, но че тая цена важда за всички. Ако оставим 100 денара групна, мобиле наш ще се тука, че не е скапа. И затова някаква средина да има. Сите знаеш по другите държави, партнери, що музей, колко е скапа. Да. Нашият музей е слаб музей, какви имаше да се види. Цената е много ефтина. Именно това е.
цялата съборища ще отговаря. И за нас, и за... Нека има. Битно е да има. От едния друг, преди, мисля, друг вако средства нямаме. Имаме годината бюджет от 4,5 и тия си. И сега тия трябва да ги разпоредиш на ставки за студия, вола и превоз на ученици. Това е спорен език. Тия си. Сега, мислим, сега проблем имаме со средства. Нямаме за пенсионер да изплати. Отгоре, бари, вие сте локална, барите си от община. Локална сте. Но викам, няма. Ето ви общини помагат, то няма Сърбия, Полска. Няма вода по напад. Значи, битно е законска да изплатите пенсионерите. Значи, това се вие почне платил по 190. Ама това е сега друга точка, така да не е за много. За библиотеката мислям дека не е номинатор. За библиотеката има предки условия. Там мислям да беше 300. За цяла година нещо цена на значително. Ще помине на следната седмица. И кой пари, например, ще нарина за героците 150 динара не сеща. Това е едно пиво. Едно хтец сега. И сега нека защото имаш реакция, да не се плачат на нарика. Долу и къде се сага главата. Една турнея, долу било къде в Сръбия или Полска, бяха такива неща. Трябва се покрие някакво. Пари няма. Ако няма пари, няма сюда никъде. Битни се верал да изпълнят. Не може да работи, ние по принцип ще 10 години това ще гарантира за комодори, за останат. Средства, значи тия са 5 лева годишно. И вака сега нещо да правят, ако може. Борът някакво трябва за локалното население и безплатен миграция, там за туристи, за... Добре, има група, като ще има детски градина, това не е пак няма изнаци. Това е някакво друго решение. Благодаря. Дайме друг разговор. Вие, че никой друг не дава разбор. Точка брой 8 става на гласене. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържано. Благодаря. Хайде, да взема време, трябва да ти не дойдеш, че